20 јуни, светскиот ден на бегалците, и која ако не дека некако можеби главниот корпус од луѓе и работата на УНХЦР денес во рамки на нашата утринска антилма со Љубинка Брашнарска. Често пати сме ги отвориле овие теми. Меѓутоа со одлично друштво денес таа ќе биде и толкувач, односно преведувач на нашиот Габриел Гуалано де Годој, некој представник на УНХЦР. Ке ми дозволите само да дадеме најава со ЦЦ секако за денешната тема, оние кои што не следите барем следниот половина час, минута плюс повеќе сигурно. Во светот денес повеќе од 123 милиони луѓе се принудени да ги напуштаат своите домови. Тоа е една, баш би рекол, замислена земја, држава, 12-та по големина во светот, составена не од граѓани, туку луѓе во бегство. Секој 67 човек на планетата денес, според некои статистики, би бил и раселен, но зад бројките стојат лица, имиња и судбини. Овој 20 јуни на светскиот ден на бегалците не говориме само за бегалци, туку за луѓето што ја изгубиле безбедноста, домот, за жал понекогаш и гласот. Од Судан до Украина, од Газа до Мјанмар, војните, сиромаштијата и климатските катастрофи создаваат всушност нов бран на бегалци и се повеќе невидливи во нашата секојдневност. Некои бројки во оваа 2025-та, барем што се вели од првиот квартал на годинава, вели Судан број над 14 милиони раселени, најголемата активна бегалска криза на планетата во моментот. Рохинџа племето бегаат, велат, по море, над 400 жртви само во месец мај. 40% од сите бегалци од овие 123 милиони се деца. Дали светот, за жал, прашањето е, се навикнува на страдање? Дали има уште простор за емпатија, солидарност, глас и човечност? Љубинка Брашнарска, која што денес ќе не биде и сведок на некој начин, и раскажуваш конкретно за која што таа ги имала во својата животна приказна, стотици приказни од бегалските рути, и за прв пат во студиото чинам дека нема да погрешиме, јас и ти колку не држи сеќавање, Цецко, Габриел Гуалано де Годој, представник на УНХЦР, човек кој што баш ги носи политиките на терен и се бори тие да бидат повеќе од хартија. Така што заедно ќе говориме за новите бегалски реалности, што значи да се изгубен и да се бараш, и зошто може би Македонија мала земја по број, но може би голема по срце, има важна улога во овој глобален наратив. Зад бројките има човечност, да не ја заборавиме. Да ви посакаме добро утро. Добро утро. И добре ни дојдовте. Со овој убав вовед кој што го даде Марко и со сите овие бројки и статистики, верувам дека преемотивно ќе ни биде денешново дружење и разговорот. Љубинка, секогаш кога го одбележуваме овој ден, посакуваме да има мир во светот, но за жал тоа не е така. И светот постојано е некако во војна и постојано се случуваат немири. Еве и во моментов во вестите кои што пред малку завршија сме сведоци на бројни немили настани. Не знам како да стартуваме, можеби со сите овие најнови светски информации и светски кризи кои што се случуваат и овој денешен ден. Како на некој начин се одбележува во нашата земја, како светот го одбележува? So, Gabriel, it's against the backdrop of all the bad news that we're receiving on a daily basis, and the statistics that Marco just shared about the rising displacement in the world. How is World Refugee Day marked and observed? Let's open this discussion this morning. Dobro utro. Thank you so much for having us here. It's an important moment for us from UNHCR, the High Commissioner for Refugees. It's World Refugee Day, June 20th. Every year we start again this dialogue, a collective reflection about the state of the art of forced displacement worldwide. As you have mentioned, we have a very dark scenario, unfortunately. 122 million persons fleeing wars, fleeing conflict, persecution, and now situations that are being multiplicated and aggravated also by other situations such as climate change and natural disasters. It's a grim figure, but we must not forget, behind every figure there is a person, a human story. To tell, yeah. So we are here first of all to celebrate the courage and the resilience of all refugees. We are here to remind that they are not alone, that we would like to support them together with our partners, and we count on governments, on member states, to renew their commitment with refugees, to make this day a renewed commitment with solidarity. Љубинка ќе ни помогне околу преводот? Да. Всушност,
состојбата со раселувањето е во фокусот на секој светски ден на бегалците. Денеска е 20 јуни, светскиот ден на бегалците, кога ние повторно се потсеќаме на состојбата со раселувањето во светот и повикуваме на диалог, повикуваме на солидарност. Во моментов, како што Марко рече, над 122 милиони присилно раселени лица во светот, кои што се откорнати од своите огништа, од војни, од конфликт, од прогон. И тоа не е единствено. Тие се влошени, нивните услови се влошени дополнително од климатските промени и од природните катастрофи што се случуваат. Но затоа ние сме тука на 20 јуни да ја славиме храброста и издржливоста на бегалците. Да не се предадеме, туку напротив да зборуваме за нив и да ги подсетиме владите дека мораат да действуваат посилно и повеќе. Бидејќи некаде во најавата, Љубинка, Габриел спомена всушност дали светот денеска се навикнува на страдање и имам чувство, разговарајќи со мојата внука пред некој ден со солзи на очи, која ми рече зошто се случува ова, дали некогаш во човештвото било по-лошо. Јас велам секој пат не било мирно, меѓутоа веројатно секој пат има некаква за жал ваква дистракција лоша. Имам чувство дека денес бегалската судбина е баш една прифателна состојба како нормалност, а не како итност. Па прашањето дали можеби сметате дека светот полека се за жал би рекол навикнува на човечка трагедија и каде најмногу може вака недостасува емпатија, бидејќи тоа се некои слогани кои што постојано се проблекуваат во кампањите конкретно кои што ги има УНХЦР и за светскиот ден на бегалците. Is the world getting used to just living like this with pain, and bearing the pain and the struggles of the refugees? Where is the lack of empathy and solidarity? Just your thoughts, maybe, Gabriel. It's such an important reflection for today. When we look back, 10 years ago, we had half of the figure displaced as a consequence of wars, gross violations of human rights. So 10 years later, here we are with the double number of persons fleeing conflict, either internally displaced within their home country or beyond international borders as refugees. And I think conflicts are now being multiplicated. We have more wars ongoing. Let's not forget about old conflicts that are still not yet resolved. Afghanistan, Syria, Ukraine. And then we have new challenges which are becoming more complex. Sudan, you mentioned others, Myanmar, in other regions, Haiti, the Sahel, the situation in Gaza. So we are being confronted with daily news showing the consequences of war, but we have to also recall that things that appeared as impossible yesterday, nowadays are part of our reality. In one moment of history, a universal declaration of human rights was something unthinkable. Today we are here to recall the commitment of the countries and international community with the right to asylum and rights within asylum. This country has a history of welcoming refugees. Let's not forget the conflict in Bosnia in the 90s, late 90s, Kosovo. Many of our families, ancestors had to face the challenge of forced displacement. I can recall of clear gestures of hospitality and empathy from Macedonian families, welcoming Syrian refugees here, Ukrainian refugees, and I think it's very important to show hope and to sustain it with a clear commitment of solidarity. This means resources to fund humanitarian aid, to support civil society partners and authorities and host communities, and to give refugees a chance. Let them be included, find a job, and collaborate with the host communities. Да, само пред 10 години овој број на присилно раселени лица беше половина од тој што е денеска. Значи за само 10 години двојно се има зголемено и стари конфликти не се решени, како во Афганистан, во Сирија
еве веќе и Украина станува стар конфликт, но исто така има и нови поголеми конфликти. Го споменавте Судан, исто така има и географски се распределени насекаде во светот. Имаме конфликти во Мијанмар, во Хаити, во Сахел, во Газа. Но треба да се потсетиме дека и тоа што некогаш било незамисливо може да се оствари. Дури една универзална декларација на човековите права пред повеќе години беше незамислива, па беше донесена. И во неа всушност се вградени и принципите на правото на азил. Но треба да се отиде и чекор понатаму, не само да се даде право на азил, туку и права во азилот. Тука во државата знаеме, се сеќаваме на приказните за прифатот на бегалците од Босна и Херцеговина, од Косово, во раните 90-ти, доцните 90-ти години, и македонската солидарност навистина е покажана и докажана уште од тогаш, затоа што и уште од тогаш македонски семејства примаа бегалци и потоа продолжија тоа да го прават и со сириските бегалци и со украинските бегалци во последно време, но тоа што мора да се напомене дека потребно е да се вложуваат средства за да може да се одржи таа солидарност, а потребно и да се вклучуваат бегалците. Не секогаш средства се потребни за да се вклучи некој. Например, за да се вклучи човек на пазарот на трудот, не секогаш се потребни средства. Напротив, тоа ќе генерира средства за државата. Именно. Ќе споменеме за тоа Македонија како транзитна и потенцијална земја домакин за и како одговорност која што треба да ја понесе со себе. Меѓутоа, нешто мало истражување направи за Габриел, би сакал да го прашам некаде прашање 2 поточно. Во Јордан со Паул Колиер дискутиравте за економски зони, ако не грешам, каде би работеле бегалци заедно со локалци. Каква форма можеби на адаптација на тој модел може да се воведе во Македонија и УНХЦР прочита дека отприлика се бара 10 милиарди долари за ова 2025, како овој глобален можеби надомест се одразува кај нас. Кои индикатори се користат за да се измерат ефектот од финансиите, вработувања, зголем пристап до услуги и така натаму? I read that in Jordan, UNHCR is working with the local authorities to launch initiatives for employment of refugees alongside nationals, and there is a huge pilot project for that. What are the KPIs? How are the effects of such projects going to be measured so that we know whether they're functional or not? Yeah, that's such a good question and a very nice example of how refugees can be included in host countries, host communities, but also all the talent and added value that they bring to the country that has allowed them to rebuild their lives in peace and dignity. When we look at Jordan, we see a country that is welcoming so many refugees. And it's important as an example to other countries worldwide. We need more examples of local integration, inclusion of the refugee population. And I would like to highlight North Macedonia because we have similar initiatives here. I have just discussed with chambers of commerce, financial institutions and the private sector how to support and facilitate access to employment for refugees here in the country, together with our partner Red Cross. And we were discussing with the private sector actors, and they were very interested in understanding why to invest in refugee talent. And we had a very interesting survey that we did on social economic aspects of the Ukrainian community here in the country, and we could establish that many of them bring at least a decade of professional experience. They are also experienced in areas where there is a gap in terms of workforce in the Macedonian labor market. So we know that this country has a demographic trend of relying more and more every year on foreign workforce. So what we're seeing here is that there is a legal argument compelling inclusion of refugees because they have the right to asylum, they have the right
to work regularly as a refugee. But it's not only that. There is also an economic argument, which is an incentive for the country because the country needs further workforce. And refugees, they're already here. They don't need to be brought. We don't need to depend only on projects to complement the national workforce. There is no competition, there is complementarity among them. So I believe that diversity of refugee talent, the experience that they bring, can certainly represent an added value to employers and to the host economy. I think that in terms of indicators of projects, having legal status and having access to employment, it's the beginning. We have to make sure that the different modalities of protection, be it legal status or, for example, temporary protection, as it is available for Ukrainian refugees, comes with all insurances to have the right to employment and decent work. I think that's the start of it. A second point is that we have to sustain humanitarian aid. In a moment where we have so many refugees, projects like that will really depend on us and our partners, like Red Cross, Macedonian Lawyers Association, and others, to be able to offer further care and support for asylum seekers and refugees so they can reintegrate and become part of the labor market of the country. Nice. Да, и благодарам Марко што го споменавте Јордан, бидејќи навистина е пример за држава која што прима голем број бегалци, која што ги вклучува бегалците и ги може да ги стави на располагање нивните таленти и вештини, бидејќи бегалците носат многу таленти и вештини и знаења. Баш пред некој ден имавме настан со стопански комори и со финансиски институции и со приватниот сектор, што заедно со партнерската организација Црвениот крст на град Скопје го организиравме и таму разговаравме токму за полесно вклучување на бегалците на пазарот на трудот тука. Ние изработивме на голема студија за социоекономскиот импакт на или аспекти од украинските бегалци што се во државата, и од студијата дознавме дека поголемиот дел од нив имаат повеќе од една деценија работно искуство. Значи, голем дел од нив имаат не само голем број години работно искуство, исто така имаат и многу вештини кои што се бараат на трудот, на пазарот на трудот. Сила, како што тој рече, да. Да. И тоа што е важно да се согледа е дека државата се повеќе се потпира на увоз на работна сила, а тука ги имаме бегалците кои што се веќе тука, кои што имаат работно искуство, и многу важен аспект е дека тие имаат право да работат. Така што тие имаат право да пристапат веднаш на пазарот на трудот. Тоа што е важно е да се осигура дека и хуманитарниот аспект ќе биде запазен, што значи дека и поддршката што ним им е потребна да пристапат на пазарот на трудот треба да се запази, но исто така и да се во различните статуси што ги уживаат бегалците, дали е тоа статус на бегалец, дали е тоа привремена заштита како што е за украинските бегалци, треба да се овозможи преку одредени законски решенија да можат ефективно да го искористат тоа право да работат. И ова е важно да се каже, не се работи за конкуренција, се работи за компатибилност, компатибилен пристап, затоа што во исто време и на локалниот пазар на трудот му се потребни работници и на бегалците им е потребно да го изградат повторно животот и да се вклучат во општеството. И сега, зборувајќи за моментот со изградба на нов живот, на ново место, следново прашање, Љубинка, би сакала и да го слушнаме и твојот став. Можете ли да ни опишете една блиска средба со бегалци? Што гледате во нивните очи? Страв, надеж?
неспокој, неизвестност, како ќе се снајдат, што ќе им донесе новиот ден, бидејќи ве баш и темата што ни во моментов испишана е вели да се биде бегалец, значи да се преживее секој ден одново. Македонија, рековме, е отворена за бегалците. Имаме ли бројка во моментов колку ги имаме тука и од кои се нели земји, затоа што често сме и транзитна зона, но често сме и дом за истите. Да, тука би сакала да го слушам и твојот став. So they're asking me for my opinion on things as well. So I'll take it from here in Macedonian. Јас сум тука веќе 10 години во УНХЦР и морам да кажам дека постојано има бегалци, не е ни често. Туку дури кога нема, да речеме, некои акутни воени кризи во близина во регионот, секогаш има бегалци, бидејќи прогон секогаш постои на секаде во светот. И не мора да има војна за да има прогон во некоја држава. Така што јас сум горда што македонското општество како принцип ја чува солидарноста кон бегалците и секогаш има и невладин сектор и институции кои што се спремни да одговорат на потребите на бегалците, но и граѓани кои што се подготвени да ги отворат своите домови и да примат бегалци. Тоа често се случува последниве години. Инаку, од аспект на чувствата и надежите и желбите на бегалците, тие се исти како на сите нас. Сите ние сме се нашле во ситуација кога мислиме дека сме во безизлез и кога сме во очај. Сега само помножете го тоа со 100 или со 1000 пати, бидејќи во ситуација на очај ти да немаш дополнително да си откорнат од својот дом, да си откорнат од својата мрежа на пријатели, на блиски, да не знаеш што носи денот. Никаков шелтер и прибежиште да немаш, мислам, тоа е... Да, и дури да другите да те гледаат можеби и како закана, или како некој што не е пожелен, или како некој кој што можеби лошо им мисли, многу е тешко и многу е осамено тоа место, и заради тоа солидарноста е многу важна. И солидарноста не е на ниво на само, не знам, хуманитарна помош или давање кров над глава. Солидарноста исто така е и насмевка, солидарноста е и прифаќање, дека јас те гледам, јас сум тука за тебе, како што ти си тука за мене, на ниво на луѓе, на човечки битија. Приказните се бескрајни, мислам, анегдотите се бескрајни. Јас бев неверојатно трогната пред некоја година токму за светскиот ден на бегалците. Имавме турнир во пинг-понг во Центарот за баратели на азил во Визбегово, каде што и вчера го држевме тој турнир. Секогаш за светскиот ден на бегалците сакаме да сме со бегалците на тие денови. Така што веќе традиционално со нашиот партнер Отворена порта Ла Страда организираме турнир во пинг-понг. Габриел ќе ви каже за неговите подвизи вчера, бидејќи тој играше. Јас не играм, јас само навивам. Јас бев трогната што имаше една бегалка сместена во Центарот за баратели на азил, која што имаше инвалидитет, не можеше да се движи, во количка беше. Таа беше неверојатно талентирана и изработуваше накид. Времето го проаѓаше, мислам дека на тој начин ја зачувуваше и незиното ментално здравје го чуваше. Таа нас не даруваше. И тоа беше, мислам дека сите тука се срушивме од УНХЦР што бевме. Едноставно, солидарност е и да примиш, да речеме, подарок. Односно, тоа е знак дека вие сте еднакви. Кога од некого можеш да примиш нешто и еднакво да дадеш. Затоа што мислам дека тука кај бегалците многу често
е мисконцепција, мит дека треба само да им се дава. Напротив, бегалците имаат многу што да дадат. Имаат да дадат и на општеството пошироко, да дадат со своите знаења, вештини, да работат на пазарот на трудот, да ја помогнат и нашата локална економија. Минатата година тука имаше готвачка која што готвеше рецепти, украински рецепти. Имаме многу што да научиме и од аспект на размена на култури, но и од тврди вештини, значи работни вештини. Не знам, имаше еден машински инженер од Иран пред некоја година, кој што тука имаше побарано азил, кој што имаше некое многу устручено образование и струка за автоматизирање на некои процеси во фабрики. Не ме прашувајте повеќе, ама знам дека буквално тука компании би се тепаат да најдат таков кадар. Успеа да... Тој човек си замина за Германија, бидејќи предолго траеше неговата постапка. Тој предолго стоеше, не можеше да работи, немаше право да работи, и ние затоа на високо ниво се обидуваме да, тоа што Габриел го кажа, едно е да имаат право на хартија и во закон, да работат и да придонесуваат, а друго е кога утре ќе пристапи во одредена банка и не може да отвори сметка во банка. И тоа право што е на хартија мора да се преведе, веќе има дискрепанција од она што може би нели ќе се сподели. Љубинка, Габриел, би сакал да го прашам, има богата академска позадина од Пуро Парана па се до докторатот во Рио. Како беше ова можеби негово образовно патување и влијаеше всушност врз неговиот пристап кон бегалската криза и правата на мигрантите? И ако не грешам, ако е потребно ќе те потсетам да без грижи. На јубилејното одбележување на 30 години од конвенцијата во 51-ва, токму тој истакна дека Македонија развива нова инфраструктура и унапредува пристап до право на работа, на здравје и образование за бегалците, што можеби е за него највпечатливо сознание што може да го сподели денес. So you have a very rich educational and academic experience from Puro Parana to your doctorate in Rio. How does this educational and academic experience translate, and how did it move you towards this career? And also on the 30th anniversary of the ratification of the convention and of the office here, you mentioned that North Macedonia has built an infrastructure to include refugees. Can you talk more about that as well? Certainly. I believe that education has such a transformative power over people. It helps us to access knowledge, to organize and to systematize different ways of thought, but it also tells us how to construct a new imagination about topics of our interest. So studying law, I understood that what I see now as the experience of refugees are actually very familiar to the history of my own country. And it was actually something very close to my own family. I was born during a transition period from dictatorship to democracy. And that certainly made me study more about how to respond to conflict, to instability, violations of human rights. And I believe that studying not only law, but also philosophy and anthropology allowed me to understand that from the other point of view. The perspective of the refugee, the perspective of the person in a situation of despair. And I believe that studying allowed me to construct a path that reconciled my own encounters with despair towards hope. And that's what I learned from refugees. And I learned that studying, but I can see that even now here in this country, when I meet a little boy entering our game center that we built with the Red Cross
firstly afraid to understand if he could be there or not, saying that he was not a citizen, and was so impressed why a child would talk like that. And when we just told him, here everybody plays, he laughed. All of a sudden was already talking to other Ukrainian kids, Macedonian kids, was playing video games and learning digital skills. And I can see that with other people. For example, an elderly woman who is 93 years old and is going to get her legal document for the first time in her life. So we look at refugees, and we look at, in this case, in this last example, stateless people. And actually, these are not questions or problems that are too far away. They are part of our history. Let's think about the Balkans in terms of how it impacted forced displacement, but also statelessness. So studying history, remembering our past, and having access to a way that allows us to put names to the experiences we're facing, it's a very important path to build solidarity, to build empathy, but to convert that into action, into problem solving. It's not only about mobilizing resources, that's very important, but it's about the sustained hope that comes from everyday commitment and the importance of education, both at the basic and tertiary levels, are transformative. I hope that the example of this country, of the Macedonian commitment with the Refugee Convention in its 30th anniversary of ratification of the treaty, can become a lesson for the region and for other countries of the globe. Hopefully, what has been done here with neighboring countries, now it's done with Ukrainian refugees. I believe this is a powerful example for other countries who are facing even larger figures of persons demanding international protection and support. Да. Ме праша Марко за образованието. Дефинитивно образованието е тоа кое што отвара пристап до знаење, но исто така ни помага да ја формираме и мислата. Јас кога се родив во транзицијата помеѓу диктатура и демократија. Така што и во моето семејно, да речеме, во мојата семејна историја, јас ги носам информациите од живење во времиња кои што се турбулентни. Од друга страна, јас кога студирав право, исто така студирав и проучував и филозофија и антропологија, и тоа ми помогна и тоа како да се ставам во чевлите или во кожата на другите луѓе, односно во оваа ситуација во кожата на бегалците, како тие се чувствуваат од другата страна. Но тоа што не спојува човечкото искуство, што го спојува, е таа транзиција од очај кон надеж, и надежта е таа што ја гледаме и кај бегалците и се фокусираме на неа. Надежта што јас ја видов во очите на мало украинско момченце, кое што кога дојде на прагот на гейминг центарот што го отворивме со Црвениот крст, се прашувало дали ќе бидам, беше збунет. како да се адаптирам на Беше збунет и тоа што нас не зачуди беше што од дете не очекуваме такви зборови. Тој прво речеме, јас не знам дали смеам да влезам, јас не сум државјанин. И тоа погодува, затоа што веднаш кога му рековме дека тука сите се исти, дека сите играат тука, и влезе, тој веднаш се заигра на компјутер, почна да се дружи со другите украинчиња, со другите македончиња, и едноставно падна секаква бариера. Или пак надежта кај баба Ружа, 93 години, така? 93 години, која што буквално цел живот го чекаше својот документ да докаже дека правно припаѓа и дека постои. Конечно го доби тој документ. Тоа е случај на бездржавјанство кој што е поинаков од случаите на бегалците, правно поинаков, но суштински е ист, бидејќи потребата да се биде виден и да припаѓаш некаде е човечка потреба. Многу е важно да ја проучуваме и историјата
затоа што еве и во македонската историја имаме примери на очај и на надеж, и тие примери нас ќе не ојачаат и ќе не научат како во иднина да се поставуваме кон нештата. Не само заради, финансиско вложување во услугите кои што се потребни, туку исто така и за зголемување на солидарноста, затоа што тоа е многу важно во секој момент. Нека биде ова крај, колку можеме само да бидеме покуси Љубинка, и ви благодарам. Споменавме дека Македонија како транзитна и потенцијална земја домаќин се покажа, меѓутоа чисто како долгорочност подготвена е за интеграција на бегалци понатаму, или можеби некој пат знае да биде заглавена во логиката на транзит и минималното згрижување? Тоа би било и сосема твоја искуство да не споделиш. Previously, the country was focused on transiting only for refugees, whereas the goal is to have people who would live here. Is the country ready to integrate refugees, or is it stuck in the logic of only being a transit country? The country is ready for it, in the sense that the country is party to the Refugee Convention for more than 30 years now, and the country has experienced different ways to respond to humanitarian crisis. We discussed past examples. Let's recall that nowadays we have a much different picture. In 2015, we have seen almost 1 million persons transiting through this country and going across the Balkan route. Nowadays, we're not talking about large figures here. So it's much more manageable in terms of the current concrete reality in North Macedonia, but also there are lessons learned from the past. There is a much broader alliance. When we think about how to respond to refugee crisis, there is a lot of expertise within Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Ministry for Social Policy, Demography and Youth, Ministry for Digital Transformation. So many civil society organizations that have been working with refugees for so long. We have mentioned the Red Cross, Macedonian Young Lawyers Association, which supports with access to legal assistance, Open Gate La Estrada, which helps with psychological, psychosocial support, helping with the language. We can think about governmental institutions and partners like the university, the law faculty. We're going to organize with them capacity development initiatives with the Refugee Law Clinic, and many agreements done with the ministry to facilitate not only access to legal protection, a document, but also access to socio-economic rights, particularly the ability to have access to the labor market. But there are challenges as well. For example, I have learned from refugees, we were offering a course to support refugee women from Syria to development their talent and skills. And now they are building their own initiatives. So I have seen different experiences that showcase challenges in terms of how fast can they have access to documents. For example, an asylum seeker has to wait 9 months to have the right to work. But with a commitment from the government and support from partners, I have seen a person starting a business with a beauty salon. I have seen a former refugee woman to become a chef. Yeah, there is plenty of choices. There are plenty of choices, and I believe that these stories shows and demonstrate that the country is ready, that of course they need support. We are here to make sure that they're not alone. And we take the opportunity to once again highlight that we want to invite all your viewers to join us in this call for solidarity and action on behalf of refugees. So we would like to invite people to visit our webpage, unhcr.org, to promote the hashtag solidarity with refugees, and to become an ally of this campaign, together with you, journalists,
we are now trying to make it more visible, the stories behind figures of refugees, and to allow them to have their voice heard. Накратко само знам дека на крај сме со времето. Би сакала да ги повикам сите ваши гледачи прво да ни се придружат во каузата, да го посетат нашиот вебсајт unhcr.org и да го користат хаштагот солидарност with refugees со бегалците, да се вклучат во солидарноста. Од аспект на прашањето дали државата е подготвена, апсолутно е подготвена, затоа што тоа го има покажано веќе и го покажува постојано од поставеност на државните институции, на министерствата кои што имаат свој удел до невладиниот сектор во различни аспекти. Има покажано веќе дека може да се интегрираат бегалци, да добиваат и обука тука, да отвараат своји бизниси. Тоа што е важно е да им се овозможи да се олесни уште повеќе тој пат. Например, барателите на азил да не треба да чекаат 9 месеци за да можат да пристапат на пазарот на трудот и можно е доколку се има волја. Thank you very much for joining us on the morning show. It was Благодарам многу. a real and pure pleasure. Одлично, ви благодарам уште еднаш, Фала ви Любанка многу. Габриел. Да, го одбележавме и навистина што озвавте на нашата покана за да бидете да го одбележиме 20 јуни светскиот ден на бегалците. Фала ви, Марко и Ви Цеце. благодариме. Фала.